Јас сметам дека ова е најголемата криза во која се наоѓа Македонија. Некаде на некој интервју кажав дека е поголема дури од она во 2001 година. И баш го земам во предвид работењето на институциите. Ние еве да се вратиме на поголемите кризи, конфликтот во 2001, ние тогаш имавме какви такви институции кои не беа доведувани во прашање. Не беа идеални, но не беа доведувани во прашање. Тогаш имавме какво такво судство кое никој не го доведуваше во прашање. Тогаш имавме и слободни медиуми кои во време на конфликт искажуваа една реална ситуација, малце нели емотивна, но беа вистинскиот глас на граѓаните. Ние сега имаме комплетно. Тогаш и јавниот сервис функционираше на подруг начин. Така, јавниот сервис комплетно функционираше. Сега се ова е узурпирано, ставено во функција на груевизмот и едноставно вие немате веќе институции и да се постигне политичко решение кои би ги изнеле тие решенија. Дури еве и странците тогаш во 2001 има полесно реагира и има поголема улога, а сега они овдека гледаат како таа нивна стабилократија која заменија за рушењето на сите демократски стандарди во Македонија им се руши пред нос. И сега се збунети не знаат што да прават, пошто они со години на сметка на мирот и стабилноста дозволуваат да се урушуваат сите демократски стандарди и да се рушат човековите права во Македонија. Вториот момент кој е многу важен, значи во 2001 се постигна некакво решение кој потоа имаше институции да го спроведат. На 24 декември ние имавме повторно политички договор, политичко решение, но институциите не го спроведуваа, нели се прогласија за Палома хартија. Овдека сега и уставот е прогласен за тоалетна хартија. Не, така го третирале. Да, значи ете така го третираат. И вториот момент кој мислам дека покажува дека Македонија е тотално во најголема криза до сега е дека овие случувања и овие афери со прислушкувањето комплетно и го одзема легитимитетот на оваа власт. Што исто не беше случај во 2001 година. По две точки го одзема. Првата точка е дека и мене како граѓанин не ме интересира кој прислушкувал, не ме интересира кој ги дал тие материјали. Едноставно очекувам оставка од премиерот, од министерката, од Сашо Мјалков, директорот на УБК, затоа што дозволиле мене како граѓанин некој да ме прислушкува. Значи, ќе видиме кој е, ќе видиме како дошло. Втора работа околу тоа кој ги дал материјалите. Замислете некој да ги оставил тие материјали на некој новинар. Едноставно тој има обврска, јавен интерес е да ги објави, за да видиме како владеат луѓето кои имаат нели сериозна моќ и како ја водат. Тоа е поголем интерес отколку да не се објават. И вториот момент кој го одзема комплетно легитимитетот е од тие материјали ние слушнавме дека изборите и во 2013 и во 2013 и овие последните председателски парламентарни се тотално фал. Едноставно не ја одразуваат волјата на народот. Так. И ако на сето ова го додадеме контекстот дека ако се сетиме дека и оваа криза со прислушкувањето почна со првата пресконференција на Груевски во која најави гонење на лидерот на опозицијата, тоа по поширока гледна точка гледано во неколку фази едноставно ја зема државата од патот кон Европската унија, ја префрла некаде кон Русија, во неколку фази ја става државата во уште една поголема криза, едноставно нели ги уби институциите, изборен инженеринг, падна сите човекови права, слобода на медиуми и ова може да се заокружи 24 декември датум од кој можеме комплетно да прогласиме дека сме во диктатура и сега ова последното уште да уништат опозицијата. И затоа мислам дека оваа криза е убедливо најголемата криза во која се наоѓа Македонија од нејзиното постоење.